епизода 68. Мојот гостин Бојан Секуловски. Бојан, здраво. Ние на брат сме више, ама и ќе си ја тераме сега така брат. Шо преш? Како си? На подкаст. Да, како вака да се најдеш кај мене у студио, ова модифицирано сега студио имаме. Па добро, принцип јас сум навикнат стално да сум позади камера и само малце ова ми е моја несвојствена ситуација, ама нема веза. Брзо се снаоѓам. Има разлика голем позади и пред камера? Најчесто викаат луѓето дека има огромна. Па има позади камера, у принцип имаш поголема одговорност, затоа што сега и да сгрешам со новите техники на монтажа можеме нешто и да избришеме. Ама си има па и магија пред камера, некоја посебно малце тензија. Зашо се собравме јас и ти денес тука? Се најдовме прво на муабет, имавме размислување дека можеби би имале некој муабет. Станува збор за твојот филм, прв филм во кој си продуцент и режисер, Све. и сценограф и се. Све. Ај сега да не биде класика прашањето како дојде до идејата за филмот, само да кажам како дојде до идејата од кај мене за да снимиме подкаст и како се најдовме на муабет, дека јас обично со гостите претходно сам да се запознам, некое неформално кафе, ние се заседовме прошлиот пат и тоа што ме купи искрено моментот што филмот е направен со некоја идеја да представува некои позитивни работи, некој позитивен мајндсет, што искрено многу фали. Сам двајцата се согласивме колку уствари у некоја негатива живееме без преголема причина, мислам со разбирање огромно за сите. Нели се случуваат неубави работи у светот, покотово моментов кој збориме сега 2026 крај на март, значи моментално ако се сумира е катастрофа и светов. Ама има, брат, многу добри работи што се дешаваат. Еве филмот твој една од тие работи, ги има сигурно милион и немаат само прав медиум како да излезат, луѓето и не ги интересираат бидејќи нешто што е страшно, што те заплашува, веројатно е поинтересно да го слушаш. И по нели кликови, порталите работат на кликови, мораат да пласираат некои скандалозни вести, некои трагедии и слично, а приказни кај што луѓето со својот мозок, со својот капацитет, со таа излегување од комфорт зона прават чуда. Во твојот случај во филмот рушат 2 рекорди во еден ден, еден под вода, еден фри соло хайкинг, планинарење, алпинизам, пардон. Така што тоа мене ме купи за да го правиме ова, таа некоја позитивна мисла и позитивната идеја на филмот и се повеќе некако сакам и у подкастов и конкретно мојов медиум да има тоа, го зборев и со тебе приватно, да има приказни кај што ќе се покаже некоја добра страна, уствари вау што прават луѓето, а не колку е све црно, колку светот оди у некој правец, не знам што и не знам како. Затоа денес ми е огромна чест што сме заедно вака и што Фала ти уште еднаш за покана, ајде малце да те опуштив ли со воведот на окей. Малце да збориме за филмов, за уствари главна причина зашто сум тука. Постојат два мотиви. Едниот мотив е да се сними филм за нешто што до сега не е снимено, не само во Македонија, не само во регионот. Ја колку што имам истражувања, тоа е генерално и во светот не постои документарен филм во кој во овие два, па можеби да кажам едни од двата најекстремни спортови, тоа е спелеонуркање и фри соло. А останатиот мотив кој мене искрено многу ми значеше не толку како продуцент, како режисер, како камерман, како монтажер, туку како гледач, особено на македонскава сцена, малце ми фали боја. Малце ми фалат филмови кои ќе ги мотивираат младите, ако ништо друго, барем еднаш во неделата да се качат на водно, да отидат во теретана. Во најмала рака. Иако ја тоа не го практикувам многу често. Меѓутоа, ако ништо друго, барем добар допринос е да ги мотивираме другото. Живееме во едно општество во кое што е темно, мрачно, инспиративно од тоа и филмовите кои што се продуцираат во македонскава кинематографија се темни, мрачни, со некои приказни кои повеќе те депримираат од колку што ќе те израдуваат. Музиката ни е мрачна, спортот ни е мрачен, некако све ни е мрачно. На страна од секојдневниот живот кој исто така ни е мрачен, и мене ми е стварно тоа преку глава. Сите сме фанови на холивудски филмови, сите сме фанови на филмовите да бидат full quality, да се 4K. Затоа е Холивуд ствари нели со перфектни бои, раскажување на невозможни сценарија, раскажување на невозможни приказни, па до тоа што не знам излегување од космосот на светот, а ние уште правиме во Македонија депресивни филмови во кои мора да има 3-4 паралелни дејства, во кои еден од актерите мора да е психички нестабилен, во кој мора да има стара баба,
Мора се поврзуваме со некое некакво си наше минато кое тотално нема врска со реалниот живот како што е сега и денес. И затоа решив дека од сега па натака ќе работам исклучиво на проекти, ја барем така сакам да ја кажам, кои имаат боја, односно кои шират некаква позитивна слика не само за Македонија, туку општо за секојдневието и малце да ги направиме филмовите да немаат боја. Кога зборам боја не мислам фигуративно дека мора да имаат боја, него некако од кога ќе го гледам филмот да се осеќам убаво и да бидам мотивиран да правам било што. Дали е тоа спорт, дали е тоа некаква рекреација, музика, едноставно да ширам некаква позитивна енергија. Си ја сакаме некоја тажна прича да си ја водиме, тоа што зборевме баш ја и ти, дека некој филм наш почнал одма у клиника со плочки искршени на земја, што е реалноста и тоа моментално го живеат луѓе, ама голем дел од реалноста исто така дека некои работи не се толку лоши и дека има позитивни работи. Секој денешно време мислам може е тешко тоа да се каже, ама поготово главниот град сега верувам дека на страна е позезнато, успеваат луѓе од тука да преживеат. Знаеш, луѓето што се трудат доволно, некако има некаков просперитет. Верувам дека не е можеби на ниво квалитет на живот и уште тие теми ретко се отвараат кај нас, нели, што се светски теми, квалитет на живот, ни уште тоа не го отвараме како прашање, ама мислам дека има некој просперитет, некој напредок и тоа ние како живееме, дека не е толку црно и лошо како што се представува. И малце фали таа слика што викаш да се стаи и у филми, и у музика, и у се. Има многу напредок. Ние у принцип кога зборам ние во овој муабет ќе користам ние како луѓе кои живееме во Македонија, во овој град. Не зборам за околните земји, имаме некако лажна представа и лажна перцепција за тоа што е уметност. Некако во Македонија уметност се смета нешто што не е сватено, нешто што само ја како автор ќе го разберам, другите луѓе треба да се, не знам, со некакво си интелигенција и некакво си IQ кое е само високо. Музиката ни е таква, спортот ни е таков, уметноста ни е таква. По дефиниција македонска уметност е крајот на филмот да гледачот не го разбере. И кога ќе искочиме од кино се прашуваме што сакаш авторот да каже. Таков ни е менталитет. Некако тоа мене како гледач, сега ја кога зборувам и за Антипод и за филмови ги го делам од една страна како гледач, од една страна како професионалец. Без разлика што тие филмови технички, секоја чест и на режисерите, продуцентскиот тим, стафот кој го работи, тој филм мислам не е. Има гениални филмови сепак, да. Не е спорно дека не се добри, меѓутоа некако поентата за тоа што е уметност, особено ние во Македонија, некако грешно сме сватиле. Ја многу често знам да прашам луѓе со кои што збориме на тема уметност, зашто уметноста во Македонија мора да е несватена? Дали Пикасо кој го знае од 7 годишно дете до 77 годишен старец не е уметност? Не знам дали у филмовите на Скорсезе, на Тарантино, на сите холивудски јаки филмови кои имаат многу јасен крај, не се уметност, не знам да не ги наредувам сега кои све не музичари. Мислам дека главен проблем во македонската филмска и воопшто во македонската уметничка сцена е тоа што имаме како да кажам, различни гледања за тоа што е уметност ние и тоа што е уметност во светот. И тоа што е кај нас уметност ја продуцира оваа кинематографска и филмска сцена во Македонија. Така, за жал не сме можеби на некој ниво, ама и да одат на подобро работите, нели, позитивни денес. Абе сега ќе се бориме, ќе се лактаме да направиме нешто што е добро. Така, и тоа баш сега за уметност ме замисли, знаеш, многу работи, знаеш, што е нешто гениално, еве сега ме наврати, не може малце надвор од темата. Имаше еден дечко, гледам на интернет, пишал коментар, како К15 за него, да ме лош формат, како него сваќа, како му е нешто, не знам, излижано, глупи му се форите овона, и си размислам, имаше коментар на тоа у некоја дебата исто се навлезе, као уствари колку е гениално, за мене исто гениално К15 као формат, од самото тоа и што е всушност и тоа ми влегува мене исто во уметност. И врвот на уметност или врвот на било кој формат, многу се слични нели сите формати кога се снимен формат, многу сличности може да се извади од разни жанрови до се. Не измислуваат сите топла вода. Нешто за луѓе направено, едно најонака како го поделиш у најНЗС за се тоа е исто. Види, ако ме прашуваш мене некој за да зборува за К15, првен треба да стане. Значи не знаеш каков коментар да не ти го покажувам. Да збори и треба да крене два прста и некој да му даде. Мислам дека К15 тотално неспремен ја на темава
па од 91 до сега нешто најубаво што се има десено на македонскиот етер, сцена од секој аспект. Ја како професионалец во мојата професија можам да кажам дека тие и гениално и перфектно технички им се направени. И монтажи, и режија. Согласно со времето во кое што се направени, така да мислам дека треба некој општо корисен бан од држава да се направи секој кој ќе каже К15 во лоша негација да се трне. И сега кога се мезуметност тоа баш си дал за право, значи не знаеш каков коментар, општо дечко нема врска, сега го гледам дека коментира нешто и за подкасти и нас не бива добро збориме сите, ја и ти. Сега поима немаме тука што збориме, нели нема поента, се тоа боле у Америка, у не знам каде, нема врска. Нормално тој став, респект за се. Него за К15 ми беше прво кога го прочитав, викам, дали е можно онда не укапирал дека К15 е најгениалниот концепт на свет, бидејќи има за најдолниот слој, за средниот слој на интелигенција и за и генерацијски и интелигентно, зборам, може најпростиот човек да се пронеде, нели улоги полицаец, ова граѓанин, Тошо Малерот, малски некој, значи може најмалски човек, а има порака на повисоко ниво за најголемиот интелектуалец да се пронеде, општествена критика, сатира, и викам дали е можно да негово сетило. Види со самото тоа што даваме на значење на некој таков каков што искоментирал. А му дадовме значење. Му дадовме значење. И гледаш дека кај нас е грешката и јас ја направив сега да грешка. Кај нас е грешката, јас стално у принцип избегавам да не ги читам, да не ги коментирам, не ми е гајле кој што збори. Фасцинантно ми беше. Ја имам моја зацртана цел, мојата цел генерално сакам да е позитивна. Све останато што збори не ми е гајле. На крај на денот и главната причина зашто го направив овој филм за мене, кога ми е досадно дома, кога би се гледа нешто македонска продукција, на крај на денот да си го пуштам и да си го гледам дали со друштво, дали со фамилија. И филмот се гледа дека е направен некако со кеф и натенане, дека не е брзан и дека не е правен да задоволи некои критериуми, норми, рокови и слично, иако е по светски стандарди правен на најмодерна филмографија. Ти сега ќе отвориме тема и за тебе и со што ти се бавиш и како стигна до филмов. Пак се гледа тоа филмот што мене ми се сви искрено, пак е однака, знаеш, како направен за себе, се гледа тој момент, не знам како се осеќа некако. Види, мислам дека секој дали е тоа автор, без разлика со што и да се замара, првенствено, тоест занимава, првенствено треба да тргне од самиот себе, на него лично да му се свига, затоа што тоа е некаков си, ајде да речеме, визуелен потписник на нештото, а после тоа да им се свига на другото. Ја кроз мојава каква таква мала временска, и не толку мала кариера, многу често сум работел проекти видеа од кои не сум бил среќен и задоволен што ги работам, меѓутоа на крај на денот пак сум гледал да дадам некој шмек за да дадеш делото. Мене да ми се свига. Без разлика што на клиентот не му се свига, тогаш ќе најдеме некаков заеднички начин да ни се свига на двајцата. Ако му се свига само него, мене не, тогаш немаме соработка. Сега ајде да почнеме како дојде до филмот, ама сакам малце ми кажеш и за тебе, збор 2, од каде ти со идејата да го правиш овој филм. Ти се бавиш, имаш своја видеопродукција, професор си на факултет, на кратко тие работи. Да. Види, ја кога бев мал, уопште не ме влечеа ниту природни науки, ниту општествени науки, генерално бев посветен на некакви си екстремни спортови, се занимавав со агресив ролерблейдинг. И во тој период кога ја возев, многу беше актуелно да се снимаат некакви кратки видеа, тогаш YouTube како со ние камери на рака што се става. Да, имав, памтам, Canon, негоја Allegria. Како се викаат тие камери? Handycam, да. И тотално не ме интересираше ништо друго, освен спортов во кој бев сериозен фанатик. И сега тоа е она по шипки со ролерки, така нешто, така? Паркови. Да, мислам имам и доста и награди во Македонија над превари, меѓународни награди по Србија, по Бугарија. Така да тоа ми беше стартот и воопшто не ме интересираше ништо освен тоа. Што и нормално за дете од 15, 16, 17 години да не го интересира што точно ќе се занимава во животот. Не бев од тие деца, ја кога бев мал сањав да бидам, не, едноставно времето, друштвото, периодот, тогашната мода беше и убаво време било. Ако се занимаваш со екстремен спорт, автоматски си фраер. Си кул. У друштво, у околина, у школа. И дојдов до некоја минорна, небитна повреда, каде што извесен период не смеев да возам, а од друга страна па сите другари со кои во тој период се дружев и ден денес сме во супер односи, возеа. И сега дидам да седам, да ги гледам некако, сакам да учествувам во целата слика. Најдов дома некој
идиотчиња ги викаме тие оние мали апарати и така почнав со снимање. Дој период да се запишам на факултет и морам да ти кажам дека прва година и воопшто нешто многу не ме интересираше професија. Да преку ноќ, негдека на мој 19 години сватам дека Не нешто освои. тотално ова со спортов, ако до денеска ми било најбитно, од утре не ми е најбитно, а ова што ми било тотално небитно, од утре ми е најбитно. И некако таа пасија што имав кон ролерите само ја свичнав кон апаратот, кон продуцирањето на видеа, Кога ќе влезе таа чивие, зезната работа. Па види само тоа е најголем мотив да имаш пасија кон нешто. Можеш да имаш талент, можеш да го имаш најголемиот буџет од милиарди евра како што имаат холивудските филмови, ако ти немаш таа пасија да нештото го правиш добро, односно тебе да ти е кејф, тогаш нема напредок. Тоа е некоја моја почетна скала како доаѓам до тоа да се занимавам со оваа професија. Ќе те прекинам за секунда, поготово за оваа работа е толку битен тој ентузијазам, бидејќи е толку, нели, си има многу е специфично, нели, делумно и ние пак е продукција камери, моментално снимаме опрема, сме толку е битно да бидеш еви сега ние немаме некоја најврвна опрема на света, ама толку е битно тој момент е ентузијазам, да сакаш да го поднамешти светлото со природни фактори, да играш природно светло. И таа е целата магија на работата. Сега си има и скапата страна, нормално, после те обседнува опрема, нели, па тоа прошлиот пат зборевме сад време камери, опрема, објективи, милиметри. Нема крај. Те прекинав, извини. Од друга страна, па со таа пасија што си фанатик кон одредена професија, односно што си фанатик кон гаджетите кои се дел од таа професија, ти одиш напред. Секој што има пасија да купи подобар апарат, подобар објектив, него целта му е да извади подобри видеа. И тоа е уствари со секое ново купување ти одиш скалило нагоре. Тоа е техничкиот дел, меѓутоа треба нешто да имаш и во креативноста, и во на крај на денот треба да имаш и мотивација, ти може да си максимално креативен, да имаш најдобрата опрема, ако немаш момент на дај да направам нешто на крај на денот што ќе го подобри општеството, што ќе направам подобро видео со кое што ќе раскажам некаква подобра приказна, тогаш џабе ти е и пасијата што ја имаш и џабе ти е опремата што ја имаш. Сега те прекинав на факултетот на тој свич, кога почна видеографијата да ти влага под кожа. Не знам, едноставно преку ноќ ми дојде дека, како што кажав, ова до вчера што ми беше битно е некој на слика бисер. Е некој детски период. Сега више имам 18-19 години, више сум на факултет и сега више морам да почнам да се насочам кон нешто кое што ќе ми донесе кариера, пари. Парите се составен дел од кариерата, не смееме да ги исклучиме. Што ќе ми донесат пари, кариера, што ќе ми направи полагоден живот во иднина. И така некако преку ноќ се свичнав и еве сум кај што сум денес. А прв пат кога ти текна, сега ми збореше и приватно, како дојде идејата да правиш филм? Нели кога почна продукција, разни реклами и слично, од каде идејата тај јас ќе правам филм, кој е тој порив, која е таа инспирација, мотивација, од кај искочи? Се ќе има еден малку поголем вовет во темата. Па мене уопште кога се упишав на факултет, односно кога више решив дека со ова ќе се занимавам, не ме интересираше филм. Муабетот од преска дека во Македонија грешно е представена уметноста. Ти така ја впи? Ја така ја впив. Дека секој што работи уметност, секој што работи филм во Македонија, дека е без пари, дека едва чека во годината да начека еден проект, со тој проект не можеш ништо да покриеш. Ја бев една сериозен бунтовник кога на факултет имавме некакви си вежби што се поврзани со филм или да гледаме филм. Ја викам, мене не ме интересира филм. Мене ме интересира исклучиво во овој момент што ќе ми донесе пари. Дали се тоа корпоративни видеа во тој период станаа многу актуелни, дали се тоа спотови, дали се тоа реклами, корпоративни реклами, 2D анимација. Така почнав и воопшто, значи буквално воопшто ниту гледа филмови, ниту ме интересира филмови, затоа што имав некоја идеја што е уметност и што е филм, оно што го разговаравме претходно, дека тоа е поврзано со јат и беда. И дека ако работиш уметност, дека треба да си несватен. Нешто што мене уопште не ме интересира. Мора да си тажен и несватен и несреќен. Тоа е реалноста. 99% од луѓето така го гледаат. Јас со другари, со пријатели кои тотално не ја работат оваа работа, кога им кажав дека ќе работам филм, ми беа чекај бе. Дали сакаш да идеш скала надоле? Дали си сигурен? Дали си сигурен дека сакаш? Да.
И тотално не ме интересираше, да ја на 21 мислам или 22 години отварам фирма. Отварам фирма и максимално се насочувам кон сум бизнес ориентат. Не ме интересира уметност, не ме Значи ти интересира. си старт на факултет, усвари, добро, тоа е технички старт на факултет, првите 2-3 години, 27 си, трета Ја факс. више на втора према трета Втора према факултет, трета, отвори фирма и бев арогантниот студент што на сите професори им вика вие не разбирате што е уметност, вие работите уметност, ја ќе ги работам проектите што имаат пари. И сега го јадам стапата од истите колеги, дојде на нашето. Па не сум дојден баш на нивното, него сум малце во друг сегмент навлеза. И така на 21 година отварам фирма кај што тотално само ме интересира бизнес, не ме интересира ништо друго, али пак грешна перцепција за тоа што е бизнес. Година дена го имав првото студио и јас за година дена заработив 2000 денари. Тоа е многу јако сега. 35 евра. Па така му доаѓа сега со новава инфлација, тоа не е ништо. Тогаш не беше ништо 2000 денари, камоли сега. Види, тоа е као сега 200 евра, пак е со оглед на тоа пута 5 све скокна. Да. Некако ја имав идејата дека чим јас сум отворил фирма, сум купил во тој период, тоа беше една од најдобрите опреми, не знам, имав DSLR Canon 5D Mark II, првиот со L-line објективи, првиот iMac, знаеш, студио средено. Значи ти одма сакаш ја тераше таа приказна, да се препознам у тоа одма, значи да биде на велика врата, да. Или најдобро или не правиме ништо. На голема врата, не знам што ми е со србизмов. Ама перцепцијата ми беше дека добриот апарат, добриот компјутер и студиото сами ќе ги донесат клиентите. И затоа таа заработка од тие 2000 денари е Сакам да застанеме секунда на овој дел, бидејќи ти си многу поискусен од мене и на многу повисоко ниво се бавиш со продукција, јас на некој нели по ниско ниво работиме и други работи, нели паралелно ти го објаснив концептот по кој функционираме, ама пак во склоп на се тоа и нели продукцијата ние што ја правиме и ова како не гледаат и не слушаат моментално нели нашата продукција. И сакам на момент ако не слуша и некој млад видеограф, некој што се насочува спрема продукција, нели многу сродни работи се во тоа продукција, од копирајтер до сценарист и слично. Колку е тој момент уствари дека премногу у стартот губиш еден добар период, не знам дали ќе согласиш со мене, еден добар период од таймлајнот го губиш на тоа какво боке вади објективот, боке е иначе тоа заматеното позадина, како го паѓа светлото, кој прави, дали да биде фиксен објективот, дали зум, сега да не ги оптеретуваме тие што не се у сферата. Премногу се губи време, мислам, у техникалија, а суштината, што ќе се сложиш, мислам и денес, дека самата суштина на тоа што е кадар, сцена, приказна, дека некако ја ставаш малце, се го губиш малце и губиш од таймлајнот некој година, 2-3 на барање совршена опрема што ќе направи продукт, за на крај да сватиш, јас ти спомнав едно време снимав ми со телефон, сега снимаме со FX30 со Sony. Значи се губи суштината. Малце бегаш од идејата, нели? Види све е тоа школа. Ама и убаво е можеби, бидејќи си имам убав момент кај што учиш многу за опремата. Некако се заљубуваш во опремата повеќе него продуктот во еден момент. Па види, за опрема учиш секој ден. Ти во денешно време ќе купиш апарат, во рок од недела дена искача нов апдейт, нов фирмвер, софтвери, компјутери, поддржува, не поддржува, така да тоа не е проблем. Меѓутоа, тука е оној ентузијастички момент каде што почнуваш и 100% си сега навлезан само во опремата, а некако не си посветен на тоа да најдеш клиенти на кои што ќе искористиш оваа опрема. Ја направив таа грешка, ја мислев дека кој имам најдобрата опрема, клиентите ќе паднат на газ. Ќе мене пред студио редици луѓе, фирми и компании кои што едва ќе чекаат ја да им снимам. Уствари влезе. Ти имаш ерлајнови објектив. Уствари влезе само еден човек што на мој 21 година тропно ми рече зашто е ова? Ја му реков дека е уствари видеопродукција. А каде е газдата, ми вика? Ја му реков, јас сум газда. Па колку години имаш ти, ми вика? И више не се појави, после тоа се појави еден друг клиент од кој што ги заработив тие фамозни 2000 денари, што во денешно време на сите студенти им го кажувам тоа како еден вид школа што ја нема во книгите, што ја нема во софтверот, што ја нема во сите овие во ChatGPT. Во ChatGPT во бизнес, значи за да дојдеш до ситуација да од својата работа заработуваш, треба малце да се испотиш и треба малце сам да ги бараш и клиентите и проектите за да дојдеш до. Во суштина многу потешко него што изгледа на почеток. Многу потешко него што изгледа на почеток, бидејќи ти првично веројатно кога ќе научиш филмографија, кога ќе научиш нешто, ти мислиш дека го имаш продуктот, нели знаеш како да го направиш? Не, во тој период не знаеш ти ништо, ти знаеш
најбейзик работи колку што може да знае човек на 21 година, од па толку сериозна наука каде што многу бројки, многу фактори зависат, практично не знаеш ништо, али сакаш да знаеш све и мислиш дека знаеш све. Да. И сега ти знаеш све за твоите другари што работат сосема друга работа. И сега ти им објаснуваш F4, F2, ој колку знае. Колку е заматена позадината, колку уствари, се отвара блендата. Да, уствари тоа не е практично не знаеш ништо. Овој подкаст има добар потенцијал да стане точно нака, знаеш, као гик подкаст за видеографии за љубители на опрема. Сега ќе свичнеме од темата. Значи збореше за студиото, го отвараш првото студио година дена 2000 денари. Година дена 2000 денари, сваќам дека или ќе се сменам јас во однос на перцепцијата за тоа како да заработам пари, или ќе затворам и ќе не знам, ќе возам такси. Немаше волт уште тоа време. Да, ама не можев да возам такси цело време дека ги задав другариве дека уствари учев на ЕСРА, тогаш тоа фигурираше као приватен факултет кој беше скап, викам што знаете вие, ја го учам најскапиот и најдобриот факултет, сега вие ќе ми кажете, така да срамота ќе беше, али некако си ја сватив грешката. На моменти имам талент да направам тешка глупост, ама па имам и добар талент да ја сватам тешката глупост и од утре дента више да не ја практикувам. Од утре дента буквално како што се префрлив од спорт на видеопродукција, го префрлив и мајндсетот од тоа како уствари се води бизнес, дека не може само со седење и со чекање. Муабет по град, знаете ли кој сум ја, туку мора малце да засукаш ракави и степен по степен, скала по скала, више за година и нешто дојав да работам, не знам, за Hyundai, што е сериозен светски бренд. Колку време требаше у почетоци, вака се некој го занима и тоа кога гледа, кога почнува, кога тие некои почетоци, колку време ти требаше да се стабилизира таа работа? Многу зезната работа, нели? Цело време е ups and down, и денес и сега за 3 месеци ќе биде поразлично ако те прашам. Да. Него општо тој однос со клиенти, знаеш, пак има, еве ја и од мој искуство можам да кажам, постојано е, нели, многу нагоре надоле, ама пак има еден момент кај што веќе фаќаш темпо, нели имаш доволен број контакти. Колку време ти требаше да ги собереш тие контакти што ти даваат мир, да речеме, на подолг рок, дека работиш ова, дека се бавиш ти со ова, дека утре не сташ клjuč на врата? Колку требаше тој период? 4-5 години. Тоа е некоја основна рамка за да видиш дали ќе успееш или не успееш. Јас сега многу често кажувам кога сум со луѓе кои имаат фирми, компании кои се доста, да речеме, поуспешни од мојава компанија. Ја викам, видете, ја преживеав и корона криза, и економска криза, и енергетска криза, сега сигурно ќе ја преживеам и оваа криза, така да секоја фирма што во 26-та година обстојува уште во Македонија, значи нешто и за сите што имаат фирма во овој момент, нешто сигурно вреди, да сипнеме капа. Значи да сипнеме капа на сите што водат фирму 2026 у Македонија. Ние сме поготово пастопанство што 80% просперира од мали фирми како мојата, како твојата, да. Нели што не се во ранг на некој фирмишта, 80% е таков вид на економијата, така што треба да си одадеме така една секунда да си кажеме браво. Кога веќе никој не ни кажува. Никој нема ни да ни каже. Да. Никој нема ни да ни каже. Ја во принцип не сум лажно скромен и сакам некој да си се пофалам, тоа е доблес, не е мана, сега да не е во претерани граници, да не е нешто што е поразлично од вистината. Ама зашо не си даеме... И треба човек да си даде. Знаеш, ја претходно бев одбиен спрема тоа, викам, на луѓето обично, знаеш, со секој фалење, со секој муабет, што и да кажеш, не знам, вака го решив овој проблем, будиш нешто кај луѓето, тоа е факт, ама знаеш, не можеш ни да живееш со тоа дека постојано ќе будиш нешто кај нив, така што дали они прифатиле тоа да не го решат тој проблем, па ти си го решил, постојано ќе губи нешто кај себе и ти некако премногу се ставаш во некоја рамка кај што премногу гледаш и да прекјутиш некоја работа, да си кјутам, знаеш ово она. А и не си го даваш тој кураж и тој принцип, кјутењето на долги стази ќе те убие. Да. Ја не сакам да кјутам по цена на проект, по цена да фактурата не е платена, по цена на, не знам, да кажат дека Бојан нештото не го направил добро или не бил професионален, едноставно помирно ќе спијам вечерта, па макар и да се искараме, ја осеќам должност, одговорност према себе дека морам да си го кажам тоа што го мислам. На моменти тоа е добро, на моменти е лошо. Знае да биде лошо. Ама it is what it is. Види, многу ќе се осеќам полошо ако не го кажам нештото и вечерта дома легнам, ќе ме мачи. Вака барем знам дека све што било до мене сум го направил, све што било до мене сум го кажал, ако сум имал проблем, гнев, фрустрација, сум им ја кажал на луѓето и тогаш ја некако ја префрлам картата на нив.
по цена на што и да мислат. Не ми е толку битно. Сега моментот за легаси кога се појавува? Тоа што сакаш да направиш филм, нели филмот е некој вид на легаси, нешто што ќе остане позади тебе, проекти кои што спомна големи брендови, соработки со разни брендови, нели у почетокот кога почнува секој да се бави, тоа му е најголемијата инспирација, најголемата мотивација да стигне до тие контакти, да работи за тие брендови кои што спомна ти, Hyundai и низ брендови и сега што работиш и претходно, ама веројатно во еден момент се се појавува таа потреба за нешто да се остави свое, да се направи нешто свое. Кога кликна тоа кај тебе? Види, тоа е нормален пат. Веројатно Може ти нормално, да мислиш на легаси на 22 години кога ти треба пари да излезеш со друштво, да отидеш на одмор, да ставиш бензин у кола, да направиш некои основни работи. Легаси ти доаѓа кога више имаш некако стабилизиран бизнис, стабилизирана финансиска ситуација и тогаш више луѓето почнуваат да мислат на нешто што нив некако ги воздигнува или ги прави среќни во тоа што го работат. По мене идејата за филмот ми дое негде одма после короната. Целиот тој период додека не дојдов ја до идеја за филм, мене не ме интересираа филмови. Него едноставно бев посветен на бизнис, на пари, на проекти, на фирми со реноме, големи фирми. Меѓутоа во секој проект што го работиш, бараш да најдеш нешто што те прави среќен, што кога работиш за клиенти е многу ретко. Обично работиш по нивни насоки, сториборди, не знам, сценаристички елементи каде што имаш дедлайн, имаш главна цел која е на видеото и тоа и немаш некако можност да се изразиш. Со тек на време па тука се собира некој гнев. Знаеш, имаш желба да работиш нешто, еднаш во годината ќе работиш нешто што е приближно со тоа што го сакаш и тоа ти е врв. И тие 2-3 дена кога си на сет на снимање, тогаш ги уживаш, останатите 365 дена и останатите 30 проекти ги работиш со нормално, со желба, со волја, со ентузијазам, ама не те прават среќен затоа што не го работиш 100% тоа што го сакаш. Како што кажа во тој период од 10 години работев, не знам, со Honda, со Hyundai, со Adidas имам работено. Можеш малце микрофонот само на кај тебе. Само тој, така. Вака? Да, да уживат гледачите да не е позади камера ова. Да. Овде ми е чудно, јас сум научен да го наместам на друг. И некако работата со овие брендови, со NIOM за Саудиска Арабија, и некако работата со овие брендови ти дава некаква финансиска стабилност, ама од друга страна си несреќен за тоа што имаш некаква желба нешто да работиш, а кроз овие проекти не ја добиваш. Веќе си многу in the box. Да, некако си многу in the box и некако многу работиш, а и народски казано тоа што ќе ти кажат. Не буквално тоа што ќе ти кажат, меѓутоа Ама доволно е добар дилот за да биде така. Види, ти го работиш пак тоа што го сакаш, тоа е многу добра работа, ама пак има некој маркетинг директор на некоја компанија што ќе ти каже ние не гледаме интерес во ваков тип на реклама, дај да пробаме да го направиме, дали е тоа покомерцијално, дали е тоа повеќе за да биде вирално и сега бараш НЗС меѓу тебе и нив, а не си 100% среќен, мислам фигуративно среќен во тоа што го правиш, не си задоволен со финалниот. Не знам како дојдов до идеја, искрено. Мислам, знам како дојдов, седев со другар дома, гледавме нешто National Geographic, вртеше, му викам, зашто никој кај нас ова не го снима? А фан си на документарци од претходно, као жан? Па у принцип да. Без разлика колку не сум бил огромен филмов филмолог, како и да се вика, секогаш сум гледал документарци. У принцип стално ме интересирале авантуристички документарци, не знам, Еверест, Непал, Амазон. Пораснавме ние со Опстанок на телевизија како деца, тоа беше документарна серија за животни. И некако стално ме влечела документаристиката, ама не документаристиката на социјални теми, повеќе ме влечела авантуристичкиот дел на документаристиката. Природа. И така некако сосема случајно лабав разговор со другар, седиме дома, гледаме National Geographic, кјутиме затоа што син ми ова позади спие. Некако ја добив таа идеја од најобичен муабет. Зашто кај нас вика никој не снима? Што не снимиш ти? Па да снимам. Па некако борба со мене, со
со околината дојдов до идеја и викам не, ова е тоа што сакам да го правам и стартуваме од утре, ништо не ме интересира. Сега бидејќи не слушаат веќе 35 минути луѓе, ќе мора да им кажеме и за филмот. Не знам дали отворивме со тоа, всушност што се случи во Па на филмот. почетокот. Да, отворивме. Да не ги држиме нели у Ама не неизвестно. целосно. Не целосно. А мене знаеш што ми се врти од преска глава. Си викам само да не речам антидот, само да не кажам. Антипод. Знаеш, од преска си викам нешто цело време да не го помешам бидејќи е сличен. Не, често ме зазаат кај вика наоѓаш. Особено жена ми вика имаш таков талент да смислуваш чудни имиња за работи. Фирмата ми се вика Бабот, Да. што е македонски збор за татнеш, за ерупција, за грмотевица. Баботи. Да, баботи, да. И работниот наслов уствари на филмот не беше Антипод. Него беше 1 метар, ама некако ми беше многу Лейм. 1 метар може да го смисли секој, Антипод не може да го смисли никој, а некако ми е универзален збор и за македонски и за англиски, ми е универзален збор за двете работи што ги постигна Дарко во филмот. Антипод се различни спротивности. Антипод, ај вака накратко, е филм за Дарко Недановски. Не го спомнавме него на почеток, тоа сакам. Не го спомнавме. Тоа ти е секојдневен суперхерој. Не знам како да го другше да го. Суперхерој од народот. Суперхерој од народот, буквално да. Све што сме гледале дека може да го прават суперхеројве по Марвеловиве филмови, Дарко може да го прави, што е некако нереално со што све се занимава, што све може да направи. Случајно се наоѓаме со него. Мислам, ниту јас знаев за него, ниту Он е постар од тебе, он така? знаеше за мене. Не, мислам Ти ми рече дека си 91? Он е помал, јас сум 91, мислам дека Дарко е 93 или 4. Да? Да. Да не му звониме сега да Ти го прашаме. многу младо да лик го изгледаш за прашаме. тоа. Фала ти. И некако случајно се најдовме во цело тоа лудило, ја му ја кажувам идејава, во цело тоа негово лудило, он вика, па ја нешто, колку имам идеја да снимам нешто вакво, не можам да најдам, никој не ќе да ме снима. Друже, ја и ти сме тука не случајно. Ние сме универзумот, причината зашто да, не сега сме. таа не сум универзумот, досадна меѓутоа приказна. некако се Ама има очигледно гледаш некојаш како се поклопуваат работи. Ама веројатно првиот сигнал ти што си го даде тоа што си се отворил дека веќе сакаш да снимиш, нели, муабетот Да, јас само барав некој што ќе ги прави било која од овие две активности. Ја немав стрикно дека тоа мора да е фрисоло или мора тоа да е спелео нуркање, едноставно сакав да работам документарен филм и барав милиарда начини, милиарда инспирации во кој дел, дали тоа да е, не знам, дали да е алпинизам, дали да е параглайдерство, дали да е нешто со што јас сум се занимавал овие поурбани екстремни спортови. И случајно како кец на 10 налетувам на него и муабетот беше 5 секунди. Му викам, јас сакам да снимаме нешто. Му вика, ја не знаеш колку сакам да снимам, не можам да најдам човек што сакува да го снима, пошто е сериозно многу екстремно. Колку и ние сега да се зезам и да делуваме отвориме таа тема. несериозно, константно се работи за живот или за смрт на ова снимање. Толку беше договорот. Кога, тогаш, каде, таму. 2-3 дена се организиравме да ја најдеме главната поента за што ќе биде филмот и после едно добри години и пол, 2 чекавме да се погодат. Да се спојат коцките. Да се спојат коцките и да се погодат, па не толку коцките, колку што природните временските погоди мораше да се погодат да бидат перфектни и во матка на камена баба, на матка, во крштална и на камена баба. Да откриеме сега некако многу ги држиме, уште не знаат. Многу ги држиме, знаеш како збориме за нешто, а него не може да го гледаат сега. Тоа е исто. А може да не им кажеме до крај да, вака да збориме. Да, може да им кажеме и да го извршиме како се вика, кога збориме на. Не, нека стои, не се уште нема. За жал немаат моментално кај така да го погледнат. Не, оно не е за жал. Филмов од оваа недела тргнува на турнеја. На турнеја по филмски фестивали. Па за жал е некој ако сака сега да го изгледа после муавет. Не зези. Не може. Како не? Тргнува... Може да не контактира, може да ќе направиме. Ти го имаш линкот? Јас го имам линкот, ама не го праќам на никој. Можеш на торент да го ставиш. Ова торент на руски како беше на Pirate Bay. Ова торент во Америка го типкаат. Не може да направиме тука баш во среќа како што сме едно гледање така за приватна група, ако има заинтересирани, зашто не? Може, супер, баш ми е драго. Иначе филмот тргнува по фестивалска турнеја.
што во регионот, колку што имам информација од дечките кои работат продукцијата, во регионов на Балканов оди скоро сегдека, Белград, Сараево, Љубљана, Тоа агенција го прави? Милано, да. Аворт продукцијата. Дури сме и во Монтреал, Канада, еден фестивал во Невада, Америка, 2 фестивали се во Лос Анџелес, така да на околу 40 на фестивали имаме аплицирано. Голем дел од нив више имаат потврдено дека е влезан во селекција за документарен филм од интернационална бранша, затоа што филмот е на македонски, исклучиво сакав да биде на македонски, затоа што вакви филмови на англиски сите си имам изнагледано, добро, не баш исти, ама слични си имам изнагледано, некако сакам вакви теми на македонски да ги слушам. И затоа на фестивалите сме во интернационално, односно во неанглиско говорно подрачје селекции, така да сега чекаме да стартува. Со среќа. Фала ти многу и пак не кажавме зашто е филм. Ај прашиме зашто е, па ја да ти кажам да не испадне дека сега треба. Сега ме интересира која тема е обработува филмот, да ми кажеш вака точно. Има 2 теми обработува, се да се случуваат во еден ден? 2 теми. Вака. На 2 локации различни? Вака. Им кажав му стари веќе сватија. Не е битно ќе им пратиме линк од Drive нека го гледаат. Pirate Bay само укуцајте. Тоа ти ако оставиш. Се работи документарен филм за Дарко кој го спомнавме еве, соборува 2 рекорди во еден ден. Едниот е во спелео нуркање. Тоа е дисциплина нуркање во пештери, односно во затворен простор. Језиво изгледа. Мислам, језиво е за... Искрено, језиво, ја не мислев дека се плашам од тие работи, пред да го гледам, мислев дека ми е кул, ама сватив малце искрено језа ми напри тесен простор, темен простор, лавиринт, боца некоја, не знаеш кај одиш, не знаеш кај се враќаш, језиво. Добри кадрите врв, инаку се ќе гледаат кој ќе имаат можност. А вториот рекорд е фри соло и тоа е за прв пат фри соло во Македонија, тоа е алпинизам, качување на карпа без никаква заштитна опрема. Прво кога видов оддалеку карпата си викам делува мало. Делува викам, викам, де може ќе го качам и после кадрите од блиску кога се он како се така на нашки ја се изразиме како се пентери по карпата и колку изгледа језиво, си викам како може ова. Види карпата е висока 40 метри, 40 метри. Значи он не е обезбеден никако за тие што ги сега збориме или фри хайкинг, он има облека, алпинистички патики кои мора да ги носи да не се лизгаат и голи како раце. за наводно искочен. Па види какви луѓе познавам на водно, како идат као за на Монт Еверест да се качуваат. А се качуваат до средно водно и после со жичара одат догоре, така да од овој аспект и со тек на време како што го работев и истражував, ова се двете више не се граничат со екстремен спорт, се граничат со лудост. Едно е вие да се занимавате со алпинизам и тоа може да важи како екстремен спорт, едно е вие да се занимавате со нуркање, што може да важи како екстремен спорт. Овие се два спорта се крем дела крем во адвенчер, екстрим спортови. Не постои поопасен спорт од тоа да се качувате. Буквално лудо, буквално со еден збор. Не постои, нека ми каже некој што е поопасно тоа да се качуваш 40 метри на карпа без никаква заштита. Или што е поопасно од тоа да влезеш во пештера во која има вода, во која нема никаква светлина. Имаш едно 20 останати тунели и лавиринти и ти ако гутнеш едниот, тогаш остана доле. Многу интересно е што за време на снимањето, тоест пред кога одевме на кај матка, му викам на Дарко што ќе се случи ако се заглавиме. Вика, види, ако некој во Македонија се заглави на карпа или се заглави со спелео нуркање, најчесто Министерство за внатрешни работи која ќе се јават ми звонат мене да ги одглавам. Сега нема на кога да се јават пошто јас сум заглавен. И ти му викаш супер. Тоа некако вака беше као фан факт. Фан факт супер, ама ќе го правиме. Така да сериозно, екстремно, претпоставувам дека сега ќе ти дое прашањето дали ти беше страв, во моментот кога го снимав не. Сега ми е страв. Сега доаѓам до оној момент кога го гледам и на некои сцени, затоа што знам како се снимало и знам како беше, ќе разговарам и подетално, нели? Едноставно не можам да ги гледам, ги прескокнам сцените затоа што знам дека беше непријатно на неколку моменти, ми беше непријатно, поготово пештирата. Дали викам леле, никој не ве свесо, некој очигледно мене таков простор ме мислам валјда секој го плаши, не мене се. Секој што ќе и буди нешто кај тебе. Ама немаше да те прашам дали те плаши, пошто претпоставав и со ентузијазмот што ми збореше дека е правен филмот,
И тоа и некако и пораката што ја праќа филмот на крај, сега да не скокам одма на крај, дека всушност ти кога ќе пробаш и кога ќе решиш у глава дека ги правиш работите се многу полесни, ние сега го збориме ова пола сат, ја и ти ќе се преплашиме тука од моветот. Ќе си го направиме од пострашен, знаеш и тоа. Реално е страшен, ама не смееме да мислиме на тој Нели начин. пораката што испраќа на крај филмот е таа како всушност он ги совладува тие стравови и всушност успехот кој го постигнува на крај со завршување на тие две работи е некако гол. За тие што гледаат Дарко нема страфот. Да. Него тоа му е дневна рутина, како што не знам, мене ми е дневна рутина да отидам до студио, тебе Знаеш, што ама ти е пак има страф, знаеш, дневна мора рутина да дојдеш работи. до канцеларија, види стравот постои. Он нели збори на секвенца баш он како управува со тоа, како го гаси. И како Или не го тој покажува. момент. Да. Или не го покажува. Нели што храниш во себе, тоа расте. Тоа расте, да. Од друга страна, пат низ антипод се соборуваат два рекорди во еден ден, во 24 часа, во двата најекстремни спортови, а паралелно покажуваме места и локации кои до сега никој ги нема снимено. Тоа е Крштална, тоа е Процеп, јама, во Процепот Врело, што е на Матка, сите што го знаеме, меѓутоа ова не е од езерото влезот во пештерата, него се качуваш некои добри 300-400 метри горе во планина, па се симнуваш првен низ пештерски дел, постојано си на јаже. Некои моменти во повлегувањето се тесни као кенеф. Не знам како да го наречам. Едноставно човечко тело некој што е вака погабаритен, тешко дека ќе помине. Тоа се места со многу кал, со многу лилјаци, со многу жаби, никогаш нема одневна светлина зашто е 30-40 метри под земја, никој никогаш нема стапнато генерално на ваков начин да го сними целиот процес, дури Крштална е затворена со ограда. Ние наоѓавме начин како да влеземе, нема да кажеме како влеговме. На поштен начин влеговме во Крштална. И направно да, доаѓаш до делот каде што е тоа Пештерско езеро, таму нуркаме уште 40 метри, нели малце ќе ги разговараме и деталите. И Камена баба која е обсерваторија или како и да се вика, нешто с налик на Кокино. И тоа вака муабетот од почеток што не те прави среќен, се доаѓаш на локалитет кој што е праисториски, каде што има резби во камењата, каде што се пратело, не знам, сонцето, месечината, буквално класична обсерваторија и вие доаѓате на Карпата и во делот на главниот дел на таа некаква си изрезбана мапа во каменот, наоѓате конзерви лименки од сок. Таа тема ако отвориме, тоа некако малце демотивираме, нема веса. Таа тема нели за добрите ми се. Нема крај. Ако отвориме тоа. Па види, таа е добра. Ние го исчистивме. Тоа и таа е добра да мотивираме луѓе. Колку се несовесни луѓе што прават стварно не ми негдека да не фрлаат ѓубре. И тоа е веќе, не знам, поразително го збориме у 2026-та. Какви хаоси се дешаваат и фрлаат ѓубре, тоа луѓето прават ѓубре као свињи. Како не знам што е тоа, човек, како со камион да истураат. Нема врска. Ние ќе си останеме пак на добрите теми. Знаеш исто што ми остави впечаток многу на страна од тој момент, нели цело време има тензија филмот, цело време бит некој. Да. Постојано. Инаку е спаѓа во краткометражен, така 25 краткометражен минути документарен филм, да. 24. Цело време има некој апбит, некој темпо, ама го има и тој момент бидејќи не сум имал толку можности да се рашетам низ држава премногу, мислам да видам си викам леле човек што какви работи има, какви ова е стварно и двете локации се видите каков Холивуд, каков двете локации се нереално. Од природен аспект од природен аспект нереално. И викам како може да е ова, ние се фасцинираме на некои локации низ светот, а некако нашиве пак лоша прича, значи не ја кажуваме од таа аспект, него само добрата страна. Колку не, добро сега, види, некојаш мора да ги потенцираш и лошите работи за да ги сватат луѓето кои се добрите. Некој што ќе изгледа ќе се инспирира да ги погледне, да ги изгугла, ако ништо друго. Види, ја прв пат кога влегов конкретно во Крштална, иначе за тие што не знаат, филмот најверојатно ќе оди на стриминг платформата Streamio и ќе оди на YouTube, така да од лето понатака ќе имаат можност да си го гледаат сите кои што сакаат, па тоаш може да го изгледаат уште еднаш подкастот да им стане појасно зашто станува збор. Тоа се неверојатни природни убавини. Не знам, Крштална има милиарда бои внатре.
Ти кога влегуваш внатре, све е тоа црно, темно, нема никаква надворешна дневна светлина и кога ги поставувавме рефлекторите за да го снимаме, нереални претопи на бои, нереални нијанси на бои, водата е кристално чиста, едноставно нешто што јас се кладам дека од 2 милиони луѓе во Македонија, дечкиве кои што работеа со мене на филмов и уште неколку луѓе кои што се занимаваат со спелеонуркање го знаат тоа како изгледа. Никој друг не го знае. Што е жалосно. Знаеш, тоа да беше Америка, да беше Европа, да беше западен свет, ќе беше број 1 туристичка дестинација каде што ќе се наплаќаа карти и ќе влегува од 7 до 77, што се вика. Овдека кај нас е заклучена со рѓосана капија, што пак нема да кажам како влеговме. Интересно. Ајде сега вратиме конкретно на снимањето, да се вратиме на тоа, за да ги асоцира луѓето, па може ќе им ставиме некои инсерти во кратките видеа од снимањето, така малце sneak peek да добијат. Влегувате, значи, ајде, низ целиот процес, ме интересира. Од местење на светлата, што ги спомна, кои беа предизвиците, со каков тип на камера влегуваш внатре, малци технички, пак да се вратиме на тој гик момент, дека сигурно некој гик се задржа до тука. Ќе збориме до утре. Двата рекорди се направени во еден ден. Меѓутоа не значи дека ние во еден ден ја спуштавме целата опрема или ја организиравме целата логистика. Што и како ќе биде. Ке сечеш тука? Не, шал. Стартот у принцип беше многу тежок за мене. Од кој аспект? Затоа што ја претходно никогаш да потенцирам дека ниту имам нуркано, ниту си имам качувано на карпа. И сега све тоа за прв пат морам да го правам у еден ден со опрема. Знаеш, тоа е тука постојано си во борба дали да паднам и да ја оштетам опремава или да не паднам, а да го зезнам, а да го не знам кадар. Па не кадар, тоест не мислев за тебе, збориш дали ја да се зезнам или опремата, секогаш е јас. Приоритет е опремата кога немаш доволно да си купиш нова. Со овие 10 години претходно што разговаравме, сега више приоритет е само добриот кадар. Опремата е еден вид алат само за да ги извадиме добрите кадри. Влегуваме во Крштал негдека на изгреј сонце. Тоа е некај 4 саат бајле. Се спуштаме први низ оној пак ќе ставиш овдека, претпоставувам на некој видео инсерти, се спуштаме низ. Ти ќе ми помогнеш, ми вети. Договорено. Се шалам. Знаеш како викаат, вол се држи за рогови, човек за зборови, така да чим сум ти кажал ќе ти помогнам. Влегуваме ептен на изгреј сонце, темница. Претходниот ден више имавме поставено целокупната опрема внатре, боците за нуркање, неопренските одела за нуркање, светлата беа наместени во претходните 2 денови. Светлата како размислуваш да ги наместиш? Имаше некоја представа што правиш? Светлата се наредени исто како што се наредени светлава кај тебе на подкаст, на стативи, единствено таму што немавме можност да можеме да ги врземе на струја, него моравме да наоѓаме начин како да ги врзуваме со акумулатори, со најразлични видови батерии. Среќа денешнава технологија и LED дозволува и професионални светла кои ја ги имам, дозволуваат специфични, специализирани батерии за тоа и тука го немавме тој проблем. Меѓутоа беше проблем да ја доловиме пештерата во вистинската ситуација како што се наоѓа. Нешто неверојатно, пак ќе повторам, ќе имаат можност да видат. Нереални бои, нереални сталагнити во самата пештера, нешто што се прави со милениуми, со векови. Не знам дали знаеш, тоа се оние стубови кои личат на скулптури, кај што, не знам, 1 милиметар мрда во 10 години, 1 сантим мрда во илјадници години, јас тука имаме од по неколку метри високи, така да може да претпоставите колку е. И ризични се исто така, можете да. Па не само едноставно ризични се од аспект што мора да ги пазиш. Не иде сега за ние за да снимиме добра сцена да оштетиме некој од нив. Тоа беше првенствено посочено и од Дарко и од неговиот спелеолошки клуб дека све може да правиме, само не сме ниту еден детал да фали од амбиентот што е внатре во пештерата. Таа природна сценографија. Природна сценографија и фала Богу се државме до тие параметри он што ни ги даде и
не направивме белја. Во Крштална конкретно се имаат спуштено луѓе до нивото на езерото, односно до тоа пештерско езеро кое што е внатре. Меѓутоа немаме информации дали некој некогаш нуркал. Има некаква статистичка која што ја води нуркачка спелеолошка федерација, меѓутоа во тоа време нема како да се докаже. Во денешно време све се докажува со Garmin, све се докажува со практично еве го доказот. Ние го имаме и влегуваме во езерото. Да кажам дека ја претходно никакво искуство сум немал со нуркање. Често знам да се зезам кога ќе ме прашаат, сум нуркал у плиткото како мал на знаеш одмор. цевчето што искаче? Со цевчето, да, и до стомак да е водата, кај што има рибчиња да гледаш. И сега одеднаш ја морам да влезам од ниво левел 0. Мислам, посетував некакви одредени курсеви обуки за нуркање, меѓутоа тие се за open water. Open water е езера, мориња, не се наменети за ваков тип на нуркање. Сега одеднаш ја морам да направам скок од 10 скалила и да влезам во Крштална. Тешко, страшно, не знаеш со што можеш да се соочиш во Тука имаше момент кога почна нешто да не, моментот ти е одпред да искочиш од дома и моментот е од кога се вратив вечерта од кога го завршивме филмот, затоа што во периодот кога го снимаш и филмот и одредените сцени, тебе главен фокус ти е сцената. Некако безбедноста твоја лична ја ставаш на второ ниво. Најверојатно тоа е некој одбранбен механизам на телото па и професионализам малце е тоа. Кога веќе си се нафатил види професионализам ако владее голем страв не постои. Знаеш, ако нештото ми е мене премногу страв да го направам, се спакувам и ќе си одам. Професионализамот не е нешто каде што треба по секоја цена да изгубиш главата. Чао, сега тоа е. И за прв пат влегувам и не е толку проблем што влегуваш, него што некако не гледаш начин на излез од целиот тој простор. Тоа се бесконечни црни лавиринти кои секој личи на претходниот, кои секој личи на идниот, едноставно мала грешка тука. Едноставно. А они како се водат, нешто каде одат и слично? Па имаше поставено во претходните денови кога ја правевме логистиката, беше пуштена безбедносно јаже, односно тоа е специфична специјализирана сајла по која што се водиш. Меѓутоа на многу места таа сајла мора да ја откачиш, да се закачиш на друга. Не дека сите нуркачи кои нуркале по сајла не се изгубиле. Така да многу често затоа што е у вода, телото е полесно, елементите се полесни, многу полесно излегуваат безбедносните јажи. Така да сега гаранцијата е дека нема да се изгубиш, меѓутоа фактот дека можеш да се изгубиш и никогаш не се вратиш постои. И со самото тоа ти прави тензија да некако те носи до нелагодна позиција. Гледаш да искочиш порано. Ти дава стимул за гледаш да искочиш. Збори ми тоа за Карпа да има таква приказна. Гледаш да искочиш порано, ама со добро снимен материјал. Да, увек материјал. Некако поразително е да искочиш од натре го прегледуваш гледаш ситуација. Да, тоа беше интересно, као изнуркуваме еднаш да видиме до кај сме, а прво нешто правам, вака искачам и ги прегледувам материјал, викам овде ми треба поише светло, некако, ама види, во таа ситуација уствари тоа е убавината на овој тип на документарни филмови, затоа што има и играно документарни, каде што сега некоја сцена можеме да ја рестор да ја направиме како што е реалната, овдека немавме можност ништо да менјаме, затоа што буквално проблемот и тежината на овие активности многу често не дозволуваат и втор пат да се направи. Не знам, јас сум убеден дека ако 3 пати пробувавме да го снимаме делов со нуркањево, дека ќе настанеше сериозен проблем. Или ако 3 пати пробувавме да се качиме на камена баба фри соло, ќе настанеше голем проблем. Овдека проблемот е фатален. Ова не е проблем, не знам, сме направиле грешка, па и утре ќе доснимеме пак. Меморискат, замисли. Овдека зависи со човечки животи. Мислам, колку сега и ние да се зезам и да го правам ја, тоа дека е не така тешко, ова е нешто што се граничи со лудост и затоа не го сметам дури ни во екстремни спортови. Во луди спортови.
Па не знам ни дали може да се нарече спорт. Ова се буткање на граници на човековиот. Баш стравот е тоа што се пали кога се гледа филмот, тоа е тој тригер највеќе што се осеќа. Види, тука нема некоја монтажа каде што јас би играл со чувствата на гледачите. Тоа е реалната ситуација со реалните стравови и реалните ризици кои што ги носи. Мислам, не е препумпан филмот. Исто. Па не е поентата документарен филм да го препумпаш. Зборам и некако и самиот момент некако е повеќе баш колку повеќе го пумпаш, толку повеќе правиш некоја лажна тензија, а не е поентата да се направи лажна тензија. Поентата е баш во реалниот простор, во реалното време, со реалните услови да се постигнат овие два рекорди, баш онака автентично како што беше. Сега спаѓаат за рекорди бидејќи се двата во ист ден, као различни или каде е рекорд делот? Рекорд делот од првичната идеја до... Мене 3 пати ми звонеш. Нема врска. Јави се ако сакаш. Тој што звони знае кој е, да не звони пак. Првичната идеја за рекордите беше да се направат двата рекорди во исти ден. После тоа сфативме дека имаме начин, конкретниот проблем беше Камена баба како да се направи рекорд, затоа што таа карпа е милиарда пати качена горе-доле од сите страни. Сега ние можеме да најдеме локација и пат по која што ќе го направиме тој рекорд и ние најдовме таа патека и го направивме тој рекорд. Меѓутоа за Дарко тоа не беше некој огромен императив да се качи на карпа што е милиарда пати искачена, без разлика што не знам патекава е метро, 2 од таа што ја искачувале у претходниве 5 години. И така дојдовме на идеја да го снимаме фрисоло. Фрисоло е качување, како што кажавме, на карпа без ништо. Како до продавница кога тргаш. Да. Со пари у джеб. Па не знам дали имаше пари. Со тренерки е? Верувам не, пошто тежат ти. Да. И креда имаше позади, тоа што те прашав што му е позади. Тоа е за да не се имаше како да не се пакетче со креда кај што бркаше раката и раце за да не дојде до несакано, буквално. Како кросфит. Буквално да, за да не дојде до несакано. Ни друго ништо, немаше и мајца на кратки. Мајца и нормално мора да има алпинистички патики затоа што тоа што е кредата на рацете, алпинистичките патики се Ја и прв пат искрено можда и видов нешто од тој тип. И многу поинтересно, не знам, вака мислам да гледам она планинарење претходно кога сум гледал со вакво, некако ми нема некој шмек да го гледам. Не знам зашо. Дали би по тоа и висат, нели имат и одмор на тоа. Сега не сум ни гледал сега толку. вака. А ова е баш буквално онака детски лудо, некако дете кога се пентери. Во тој дел можам да кажам, само што екстремно. Морам да кажам дека ја бев врзан на јаже. Иначе паралелно со неговото качување се качував и ја, за да можам да ги постигнам кадрите што ми беа, јажето? Што ми беа замислени. Не беше осигурено, тоа забори да го Со јажето се осеќаш безбеден. Да со јажето се осеќаш безбеден, вака кога ќе погледнеш горе и кога ќе видиш дека јажето константно на некој оштра карпа вака се трие. Сигурно не ти е седно, не викам дека е ни тоа. Не, уопште не ти е седно. Може не име седно на оние што секојдневно се занимаваат со алпинизам и се качуваат на јажи и ги знаат максимумите што јажето може да ги постигне. Али мене не ми беше седно, ама желбата да се доловат тие кадри, тоа да не е од дрон, од доле, мислам ние имавме поголема екипа, го работевме снимане со 3-4 камери, со 2 дрона. Така да ми фалеше и моментот на first person. И ти на колку беше од него? Па во зависност на делот каде што ме помина од мене, буквално помина на 10 сантими, ја морав да се повлечам малце во ќошот за да помини. Зависи од делот, значи, да. И тука доаѓа еден момент каде што не знаеш дали муабет да му направиш. Сега сакам да го прашам како е, а од друга страна се викам чекај малце, ако го деконцентрирам, овде една грешка, он паѓа 30 метри. Не е се едно. Паѓа 20 метри. 30 метри е многу, вака луѓе кога да се представи 30 метри е зграда. Од прилика тоа е како 20 катница. Сега да израчунаат сите. Колку пола Джевахир? Па колку и да е, да. Така, значи многу. Така му доаѓа. И некако пак цело време го тераме муабетов како ова да е што е позитивно од тој аспект, али се соочувавме со сериозно тешки искушенија во
периодот на снимање, знаеш. И Дарко доаѓаше до момент каде што беше исцрпен, затоа што сепак станува збор 24 часа. Некако не е нормално Тоа сакав да прашам, он одмор или дремна ли измеѓу нешто? Некако не по пат меѓу Скопје и Прилеп не е Power нормално. nap имаше ли тука? Ја имав power nap. Да. Не е нормално у 4 саат да влезете во крштална, да се симнете, да дојдете до Пештерското Колку сад езеро, бевте на Карпата? да нуркате. На Карпата во колку сад бевте? Па негде колку 4. Да подсетиме дека Карпата е у Прилеп, а Да. Пештерата е Пештерата на матка. Тука. Да, и мора и го јадевме гужвата у Саре. Знаеш. Тоа беше све прерачунато. И некако не е уопште не е лесно у 4 саат да првин да отидете до матка, второ да се качите на кои си 300-400 метри да дојдете на ниво каде што е влезот на пештерата, да се симнете околу 38-39 метри, да се облечете во неопрен, да се облечете во неопрен, да изнуркате, да го постигнете рекордот, да се вратите, да се качите назад 40 метри, цела таа опрема да ја донесете до кола, да возите до Прилеп и од паркингот каде што ги оставивме колите до Камена баба има едни добри 40 минути одење пешки. Ле. Нешто што за човек со мој габарит како дете од логор не е баш сеедно. Да го тргнеме моментот на страна како тоа делува на блиските. Знаеш, мене ми испраќа како да одам у војна. Јави се. Кој ќе заврши? Те нема. Еден момент искачаме од пештера 70 пропуштени повици, што од моите родители, што од жена ми, некако не е сеедно тој страф и тој стрес што им го. Ама ти го имаш тој екстремизам у себе уште со ролеркиве кога си правил? Го имаш нешто тоа, Да, само тоа ме плаши. Да. Него правиш експлицитно, некако него ставаш на прва, ама си го имаш и тебе. Често вака се луѓе ми вика, добро сега, прв филм направи во двата најекстремни спорта, што е следно? Следно, како овој што рипаше Феликс. Па не, за тоа треба сериозен буџет. Не, ама ќе најдеме нешто. Може ќе се најде се, нели денес сме позитивни. Максимално позитивни. Сега откога обработивме дента на снимањето, ме интересира уште еден момент, веќе сме при крај. Го стискаш последниот експорт на филмот, нели после милион експорта, тука поздрав да сите исто што Финал 1, да. Финал 1, долна црта 1. Финал долна црта 1, финал нов финал. Па тој финал го бришеш, го копираш врз него да не го изгубиш. Replace, keep both. Последниот експорт го стискаш, го гледаш филмот, како си ти задоволен со филмот? Ајде сега да се тргнеме од тоа, филмот е веќе завршен, веќе имаше премиера. И се, како си ти задоволен со ова што го направи се? Од аспект на секогаш може подобро. Овој филм ми направи искуство кое што кога би го правил наредниот би бил барем во одредени технички работи и организациони многу подобро снимен, али overall сум беше на крај задоволен, го имаше тој момент. Да. Не. Максимално задоволен. Максимално задоволен, првенствено кој што кажав ми беше мене битно да биде филмот онаков каков што твојата приказна излезе, тоа сакав. Мојата приказна излезе и јас сум максимално задоволен. Ај сега да не бидам лажно нескромен како и да се вика. Еве 99%, меѓутоа генерално сум презадоволен. Секојаш мора да остане нешто, инаку не би имало следен филм или нешто. Абе не идеш напред. Ако нешто не те копка, што би можело другчие да биде. Знаеш, ако сум задоволен 100% со ова што сум го направил сега, онда зашто би правил втор? Кај што не би бил 100% задоволен. Така, сега бидејќи ние утепавме 70 минути. Браво. Не сме лоши. Не сме лоши. Се надевам дека си задоволени од ова гостување тука и како си направивме муавет, многу брзо пролета, не знам што зборевме толку. Мене ми излекал сега последниот муавет го памтам. Сашо почеток да почнеме. Здраво, ова е Бојан, најде представи се. Да. Ова е Бојан, мојот денешен гостин. Ми беше многу кеф што дојде и сакаме со тебе да ја отвориме таа некое ново поглавје сега од новава сезона. Ја не ги кажувам сезони, пејќи сакам да снимам цело време и насекаде и у разни услови, сега кога што не бевме можност во новото студио снимаме, наместивме тука, може и поише да ми се свија сега на луѓето. Супер. Значи битно е приказната, вистинската приказна као оваа твојата и верувам дека милион луѓе имат. Сакам спроти мене да ја кажат сите луѓе што можат и мене беше огромна чест. Приказната е позитивна, филмот на крај испраќа порака на како тоа човек со својата одлука може да оди против својот мозок и против тие некои природни хемиски реакции што не се дешаваат, на страф, на параноја, да се исплашиме. Тоа може да се примени на секое поле, не мора на екстремни спортови, може и у everyday life. И сакам луѓе што испраќаат такви пораки,
брат ќе додат и затоа ми беше чест што беше гостин стварно и уживав ептено нака си слушав. Фала ти Ептен на поканата мене. Како си помина ти искрено? Дали ја кажа приказната, ме интерес. Јас се осеќам исто како пред недела дена кога седевме тука на каф. Само што овдека е поудобно него ли у кафичот, така да. И ти одложив еднаш. Пошто Добро, бев задум, се оправдани. уште сума, ама нема врска, ако одложив два пати немаше никаде да се деси, така што некад Оправдани. море против себе Не, нели зашто да да не се. се деси. Да, така што ќе извинат гледачите и за таа делум на настинка од моја страна. Фала ти многу што еднаш на поканата ми беше задоволство. Така, фала ти на тебе. Сега ќе се обратам на камерата позади тебе, а ќе се заблагодарам на сите што останавте со нас овие точно 70 минути во овој момент. Се надевам дека со Бојан размрдавме нешто кај вас, некоја тема, некој разговор сами со себе за нешто да се насочите да правите, може да ви инспирира приказната, предприемачкиот дел, овој авантуристичкиот дел, екстремниот. Се надам дека нешто беше корисно и дека беше добро, ова беше најдоброто денес од нас во овој период кој снимаме. Тоа е тоа за оваа епизода 68 од Next Gen Podcast. Моето име уште еднаш Георги Докузов. До следно гледање, пријатно. И сите ги завршувам со бокс. Ајде бокс.